Почнувам гледачи, ви посакувам добре дојде од студиото на Ирис телевизија. Вие ја следите музичката емисија насловена како Векови ноти. И за ваше добре дојде следува музички поздрав. Група Корона. Сношти kad te pak te vidom tuga pomina, kosa crna, oči mili, tiginavena. Snošti kad te pak te vidom tuga pomina, kosa crna, oči mili, tiginavena. Nemoj kad te sozi ne ronim, ke se vratat naši srekni derovim. Zašto kad te da taguvame, vrati mi se kad te izraduvaj me. Nemoj kad te sozi ne ronim, će se vratat naši srekni derovim. Zašto kad te da taguvame, vrati mi se kad te izraduvaj me. Kolku ljubov docna setiv, srce taguvam. Mnogu grešev tvoj ta solza me izmačuvam. Kolku ljubov docna setiv, srce taguvam. Mnogu grešev tvoj ta solza me izmačuvam. Nemoj kad te sozi ne ronim, ke se vratat naši srekni derovim. Zašto kad te da taguvame, vrati mi se kad te izraduvaj me. Nemoj kad te sozi ne ronim, ke se vratat naši srekni derovim. Zašto kad te da taguvame, vrati mi se kad te izraduvaj me. Ke se vratiš mnogu sreke, pak je bidam jas. Večna ljubav, mila moja, ke ne stopi nas. Ke se vratiš mnogu sreke, pak je bidam jas. Večna ljubav, mila moja, ke ne stopi nas. Nemoj kad te sozi ne ronim, ke se vratat naši srekni derovim. Zašto kad te da taguvame, vrati mi se kad te izraduvaj me. Nemoj kad te sozi ne ronim, ke se vratat naši srekni derovim. Zašto kad te da
sekate, izraduvaj me. Човек си кој потекнува од најпознатото музичко семејство во Штип и по широка личност, кој е добро да го прочитам, долгогодишен председател на музичката младина на Македонија, на општинско и републичко ниво, председател на градската Блек музика, иницијатор на низа музички настани и манифестации. А тоа ќе рече богато музичко искуство. Да. Да го дополниш, да не заборавивме нешто? Ова наше најавување. Мислам дека е воред тоа. Јас навистина потекнувам од музичко семејство и самиот имам завршено низо музичко училиште, свирев кларинет. Мој колега, значи. Да, кај мој чичко и ваш професор Методи Докузов. И драго ми е што рековте дека потекнува од познато музичко семејство. За ваша информација да ви кажам дека своевремено вечерни новости имаше истражување која е најмузикална фамилија на поранешниот југословенски простор. И после неколку месеци работата се сведе на 4 фамилии. И тоа беше фамилијата Кобенцал од Дубровник, фамилијата Дешпел од Загреб, фамилијата Лаевец од Љубљана и фамилијата Докузови од Штип, Република Македонија, што искрено кажано многу ми беше мило. Тоа штипјани треба да се гордееме. Да. Со ова презиме Докузови, Да. нели? Иначе позната изреката, знаете, вика во Штип има една изрека, вика Самониковци за политика, Докузци за музика, затоа што фамилијата Самоникови повеќе оде во политика, знаете, Борче, Благо и други, Војслава и така натаму. Меѓутоа и еден од нив отиде во музика. Тоа е Ванчо Самоников. Да. Меѓутоа еве и од кај нас сите се во музиката, меѓутоа јас отидов во политика, не ја продолжи музиката, од други некои субјективни причини, бидејќи меѓувреме малку со слуха имав проблеми и со уши и така. Сакам да кажам дека фамилијата Докузови продолжува да биде музичка фамилија. Да нагласиме некои музичари од твоето презиме кои што се уште се активни во музичкото творештво? Па види, прво, љубовта кон музиката на сите нас има всадено. Мојот чичко Методи Докузов, роден 1917 година, а почина на 11 февруар 2002 година, на 75 годишна возраст. Значи, тој е главниот виновник да се заразиме сите со музика, нашите роднини. После него се појавува како музичар мојот татко, Лјупчо Докузов, кој нема завршено нижа музичка школа, нема одена музичка школа, меѓутоа има држина часови од неговиот брат Методи, кој бил и воен музичар, прво бил контрабасист, па потоа се станува стручњак за лимени инструменти, така да после татко ми и да следуваат неговите синови и керка. Стана Михајло Докузов е магистар на хорна и беше прв хорнист на Словенската филхармонија. Потоа прв хорнист на Македонската филхармонија. Неговата сопруга Марија Докузова, иначе словенка, е професорка по пијано на Музичката академија. Неговиот син Стојан Докузов беше 40 години неприкосновена прва обоа на Словенска филхармонија. Неговата жена Анета Докузова е професорка по музика. А неговите син, кој е едниот почина, е сега прва обоа на операта во Љубљана. Исто така, керката на Методи Докузов, Тодорка Докузова, е наставник по музичко воспитување, долго време беше и воспитуваше, едуцираше младите во основното училиште Ванчо Прке. Од тука, бидејќи фамилија Докузови е поголема лоза, имаме сега и други. По патот на музиката започне мојот брат Благој Докузов, кој беше прв обиз 7 години на симфонискиот оркестар на радио телевизија Љубљана, а потоа дојде во Штип известно време и сега е прв обиз на Македонската филхармонија. Со музика почна да се бават и моите деца. Тоа е Стојка Докузова, која денеска е доктор, специјалист по интерна медицина, која заврши ниже музичко училиште. Мојот син Лјупче Докузов, кој исто заврши ниже музичко училиште на Блокфаута, кој е денеска адвокат, заедно со мене работи. А исто така од братучедите наши, голем впечаток го ставува Мијалче Докузов, кој заврши флейта
во Ljubljana, на Музичка академија во Ljubljana, во класата на Ирена Графенауер, и денеска се занимава повеќе со музика, пеаче, компонира и така натаму. Има доста песни кои ставија трага во Македонија, негови композиции. Неговиот брат Васе Докузов, исто професор по хорна и ворден професор и на академијата и наставник во музичко училиште, заврши на Музичка академија во Загреб. Неговиот син, Јован Докузов, е најнаграден млад хорнист беше најнаграден млад хорнист во Хрватска и сега моментално некаде во странство во Хамбург, најверојатно некоја аудиција траше да положи да иначе работеше како прв хорнист на Сплитската опера во Сплит. Неговата сестра Марија Докузова има завршено исто така академија со чиста десетка соло пеење и денеска е музичар настапува со дуото Антонио и двете девојки, еве и доби тенска награда добија на последниот Макфест. Сакам да кажем дека да не ги набројувам некои, ќе заборам тука и Киро Докузов, кој има завршено нижна музичка школа, отиде по патот на оние вис оркестри кои беа современо појавени и така нато. Значи, повеќе од 20 членови од мојата фамилија, животниот позив е музиката. И мислам дека музиката е стварно, како уметност, се смета дека музиката е врв во уметност. Значи, имам и сликарство и веројатно меѓу тоа најекспониран врв на уметност се смета дека е музиката. И да ти кажем отворено, ова беше личната карта на музичките фамилии. Од прилика лозата на музичката лоза. Понатаму музички минути со групата Корона. Majko ti stara
Ilijana, Ilijana. Očice i se dva grada, vekite i se majko čaršija, lice to je Sata je majko koperina, lice to je belina, lele, ko sata je majko koperina. Почитуваме гледачи, продолжуваме со музичката биографија на фамилијата Докузови. Ова е следното комплексно прашање, морам да го прочитам. Методи Докузов и Сергеј Михајлов се основачи на нижето музичко училиште, тоа ќе го потврдиш ти, а подоцна и на средното музичко училиште. Се сеќавам на поранешниот систем, како председател на некогашниот социјалистички сојуз. Донесовте одлука средното музичко училиште да го носи името Сергеј Михајлов. Основач и положник се разбира на музичката култура во Штип. Која беше причината да не се прифати тоа име за тогашната средна музичка школа? Прво, морам да ви кажам дека ја имав голем почит спрема тој човек, лично го познав, ти знаеш, се сеќавам, одеше во средна, ја во ниже музичко училиште и ги имам прочитано на време уште неговите мемуари, во кои мемуари стекнав дека тоа е еден од најголемите штипјани кои се родили, кои се живееле во Штип. Неговата девиза беше се за училишето, ништо за себе. Тој живееше 85 години со љубов за Штип. Дори во неговите мемуари има напишано една реченица. Толку многу го сакав Штип, што го чувствував преблиску. Со еден збор, тој е човекот кој ја изведе првата опера во Македонија. Тој е човекот кој ги едуцираше, образуваше младите кадри, а заедно со него беше и родени мој чичко Методи Докузов. Во 1988 година, знаејќи ги овие моменти, донесов како председател, иницирав да се донесе одлука Социјалистичкиот сојуз, бидејќи така беше системот поставен да Социјалистичкиот сојуз предлага, собранието прифаќа промени на улици, на школи и така натаму, да се вика Сергеј Михајлов. Меѓутоа, за жал, бев изненаден кога тогашниот систем, борците поготово, Сојузот на борците, одма реагира, шо правиш ти? Шо да прави? Па вика, он беше белогардеец. И не може да биде името негово. Тешко ми падна, меѓутоа работата малку се подобри кога подоцна во една прилика имаше еден семинар за сатмаџата, Венко Прилипшански и Михајло Постолски генерал дојде во Штип, беше сето раководство и ја искористив приликата да кажам, генерале, така и така работа. Сакав името на музичката школа да го носи на најзаслужниот човек, кој го прослави Штип на културен план. Да се вика Сергеј Михајлов, меѓутоа не доби виза. Зошто? Затоа што бил белогардеец. Леле, мајко, вика. Михајло вика, абе, шо правите? Не, ја не правам, јас сум најмлад меѓу нив. Питај ги твоите соборци шо прават. И он вика, слушај да ви кажам. Бе, а тука и борци и тоа. За време на Народно-ослободителната војна, во нашата војска, во Србија, во цела бивша Југославија, имаше генерали белогардејци. Па никој не е рекол
дали треба да ги славиме после нивната смрт или не. Сите има споменици сега, вика горе и во Белград и не терена Југославија. Тоа некако кај мене ме ослободи и после стално инсистирав, меѓутоа дојде момент, еве, во плурализмот, кога, мора да кажем, имаше малку повеќе, не едно умие, туку повеќе умие сега, да го носи името и заслужено. Иначе, ова ќе го кажам од довера, чичко ми, Методи, интимно бидејќи најблизо пријател со Сергеј Михайлов. Сергеј Михайлов е сакал да го носи неговото име и знаеме дека има направено тестамент, што ретко кој го има направено во светот, што се вика, сета своја плата, заштедување имовина, ги има поклонето на школото со цел најдобрите ученици, најнаградените ученици да бидат наградувани секоја година, да се купува нотен материјал и така натаму. Така да неговиот тестамент се уште стои во судот и импонира кога го слушаш. И втора работа што сакам за Сергеј Михайлов е она што сакам да го видам. Коце Митров, татко му на Жан Митрев и на ректорот Штипски, има снимено филм документарен за Сергеј Михайлов, дори кој имаше и концерт во Народниот театар на која јас сум, татко ме вода сум бил. И во една прилика ми кажа дека тај филм е снимен по налог на Социјалистички сојуз пред мене што биле некој, меѓутоа нема го филмот. Па ја еве користам ова прилика, јас сум готов да депонирам и пари, готова е спремни се и некои руски фирми да го наградат тој што го поседува тој филм документарен за Сергеј Михайлов, бидејќи веќе има стварно повеќе делегации од Русија кои доаѓаат да се интересираат за него и го барат тој филм. Значи, ќе има награда, еве јавно кажувам, јас ќе обезбедам и од мене и од спонзори сите, само да го имаме тој филм. Исто така, морам да нагласам дека и Методи Докузов има снимено филм. Тој е филм од СТС, но за тоа Тој кој диригираше викаше СТС, да? СТС викаше и филмот го има режирано Миле Грозданов, го пуштаа 2-3 години, меѓутоа потоа го снема, зборев со режисерот, викам каде е, вика ставене во некоја фиока, само ја може да го најдам, вика, они нема да го најдат се во телевизија. И тоа е. Тие два филма треба да излезат на виделина. Да. Тие се два филма кои се историја за Штип, бидејќи тие двајца луѓе се биле првите кои формираат и нижата музичка школа и средната музичка школа. Нивниот сон беше еден ден Штип да има музичка академија, да има филхармонија. Музичка академија има, ја мислам дека наскоро ќе имаме и филхармонија. Само треба повеќе ентузијазам, побогатите бизнисмени малку да издвојат повеќе за музика, бидејќи познате вистината дека град без култура е град без иднина. А Штип се разликува од другите градови баш по тоа. Иначе, кога сум кај Сергеј Михайлов, само што да го кажам, ми остава впечаток во неговите мемуари една секвенца, кога доваѓа Бан Жика Лазич во гимназијата Штипска, го представуваат и викат, ова е тај млад русин кој е извел првата опера Руџеро Леон Кавало Палјачи. И Бан Жика Лазич му вика, добро бе, русине, а зашто ти не си извел некој српску оперу? И ова вика, извини друже Бане, али српска опера још не е написана. А тако ли? Тако. А, добро. Значи, одма го... Осто прашање, остар одговор, а? Одговор. Значи, толку е бил интелигентен, мудар и енос ке се зборува за него. Да. Почнемо гледачи, повторно продолжуваме со фолклорното богатство на Македонија. Група Корона.
smejat, mare mori ergenite. Ni se smejat, mare mori ergenite. Ergenite mare et snafite. Ergenite mare et snafite. Kogo sigo mare mori pogled dala. Kogo sigo mare mori pogled dala. Seko musi mare bolest dala. Seko musi mare bolest dala. Komu dva dni mare mori, komu trini mare mori. Komu dva dni mare mori, komu trini. A na mene mare 3 godini. A na mene mare 3 godini. Ne napravi mare mori suvo drvo. Ne napravi mare mori suvo drvo. Suvo drvo mare javorovo. Suvo drvo mare javorovo. Se mi ogar mare mori zapali me. Se mi ogar mare mori zapali me. Zapali me mare, izgori me. Zapali me mare, izgori me. Poštovani gledači, го продолжуваме разговорот с Панче Докузов и само една работа да додадам во претходниот твој одговор, дека крштевањето на Средното музичко училиште беше трнлив пат. Го решивме 2005 година во моје време. Тоа е формација за јавноста, нели е така, да. Сега одиме понатаму. Нека знае јавноста. Нека знае, зошто да не. Тоа е вистината. Нема бегање од тоа, нели?
И ова е комплексно прашање, мораме да го прочитаме. Вие сте се уште актуелен председател на градската Блек музика, кој го носи името на вашиот чичко Методи Докузов. Зошто овој оркестар кој беше символ на градот исчезна од музичкиот штип? Постои ли надеж да се врати Блек оркестарот? Постои надеж, само треба градските татковци да имаат поголемо внимание кон културата, кон уметноста. Вие знаете дека ние имаме дом на култура Ацо Шопов. Ја не знам последниот пат кога е држан концерт. Ни служи само за изборите, за кампањите. Зошто е таа инвестиција? За директорот, за чистачите или за сликање само? Друго ми е зборот. Барав да и се даде просторија. Имаме просторија во гимназијата и остапивме на гимназијата. Барав просторија од сите градначи, од Димитар Фенов, Пан Десарев, еве се и од Илчо Закариев, да ни дадат просторија, каде ќе вежба музиката, не ни дадо. Без просторија не може да вежат. Тоа се млади луѓе, сега млад оркестар има и без просторија не може да функционира градската Блек музика. Таа е правниот наследник на најстариот оркестар во Република Македонија. Една голема традиција која нашите генерации од генерација во генерација негувале. Од 32 година до денес постои тој оркестар, со тоа што 92 после смртта на Чичо ми го крстија на негово име, името да биде Методи Докузов, бидејќи 40 години бил капелник на градската музика. Точно. Ја мислам дека сега со новиот градоначелник ситуацијата е ке се смене, ке добиеме простори, бидејќи сега има простори и во текстилното училиште, празни простори, има и во Домот на културата, а најповеќе бидејќи има сега млади луѓе. Во планот ни е да имаме стар оркестар си постоја, меѓу да има 20 луѓе, млад оркестар до 18 години, за да може да се врати. Сега што е дилемата? Што беше причината да не се дава? Причината е сите градоначелници вика имаме капела, не ни треба градска музика. Градската музика, како да кажем, како гробарска музика е смета. Што не е точно? Не е точно, тоа е свечена музика. И ја ви кажам, и погребот е свечен чин. Многу битно. Значи, и погребот е свечен чин, затоа свечено да го испратиш некој кој треба да биде. Мислам дека штипјани се многу осетливи на ова проблематика, дори многу души ме прашуваат каде е Блекта музика. Слушам сега, младите музичари одат, вежбат негде на друго место, меѓутоа они сакат да се врнат во оркестарот, да добијат една нова физиономија и да гледаме поново променадни концерти, поновно свечени музики на државни празници, бидејќи Штип се разликувал од другите градови во Источна Македонија, по тоа што има градска Блек музика, а другите нема. Значи, најстариот оркестар се уште постои и треба да го негуваме. Оваа традиција нема ја да дозволам, бидејќи татко ми пред да почне да бидам искрен ми остави аманет да не ја заборавате и тие брати градската музика. Своевремено во Куманово имаше фестивал за дувачки оркестри. А тоа ќе рече дека и нашата штипска градска музика учествуваше редовно на тие годишни концерти во Куманово. А јас само да се довршам својата мисла, мислам дека иницијатива постои од група музичари, дека во најскоро време ќе се формира градски Блек оркестар. Она си е формирана, она постои. Они сега на погреби одат по општините, по другите општини каде што немат капели, и што ви викат. Меѓутоа не е тоа. Еве да ви кажам еден момент, пред 3 години дојде кај Жоре, што тука еден француски музиколог ме бараше, мене не ме најде, да пишува за градската Блек музика Штип во рамките на некој проект на Балканот за дувачки оркестри. Втора работа. За таа Блек музика и за Методи Докузов е пишувано во Das концерт. Тоа е светско списание, ретко кој македонски музичар е бил таму излегол да се зборува за него. Текстот го има напишано Ванчо Самоников на француски, германски, англиски, на сите јазици и во кој се зборува за штипската Блек музика и за педагогот Методи Докузов. Тоа е одличен податок за... Тоа е реклама за Штип, дека Штип е музички град. Имено тоа, Да. Почнувам гледачи и повторно ја листаме песнарката на група Корона. Останете со нас.
to da ti vidam lice to za koga ja odam na vojska. Za tebe, moj mome, tefterod da go otvora. Почитувани гледачи, разговорот продолжува. Следното прашање за нашиот вечерашен денешен поточно гостин е твојот татко, колку што зборува моите информации, дека бил иницијатор за да се формира културно-мечко друштво Македонка. Тој бил трубач, дури бил и член во тоа време. Мала приказна за музичката историја на татко ти, Лупчо? Видите, тој од 45-та до 48 година, додека фане информбирото, занаат од дреарски го има учено во Прага. А Прага е била, знаете, трета економска сила и во културен и економски план пред војната. Имало толку многу големи
оркестри, забавни, класични од најразлични жанрови, а во фабриката чекаде во Прага каде што тој работи имал и забавен оркестар и од тамо има донесено првата џез труба во Штип. Кога донесува џез трубата во Штип, потоа се отвора фабриката Македонка и тој оди кај Михаил Нетков, кој знае дека е голем любител на музиката, заедно со Панче Андру, дека сакат да формират џез оркестар. Михаил Нетков тоа го прифаќа и потоа се формира Куд Македонка. Така да ќе влегува во аналите музичката историја на Македонија како човек кој има донесено првата џез труба во Штип. Сега, него Ванчо Самоников, кој е професор, знаеме сите, во Берн и еден од најдобрите ученици на Методи Докузов, секогаш го викаше професионалец, а тој беше дреар. Дреар, значи работи во 3 смени, а оде после да свире, меѓутоа е бил изворено талентиран и секогаш е бил на ниво во свирењето. Така да него има се луѓе има се и Бојан Адамиш има пронашено на една надпрев во Охрид кога рекол дека ово е некој академец или музички образован човек кој му каже после дека е само металостругар, рекол секој час изгубил оглед. Благој Самоников во својата книга, она што беше Куд Македонка, најверојатно го има овој податок внесено меѓу двете корици. Да, има тоа дека таткото е иницијатор за формирана Куд Македонка. Оден од основачите, тоа општо познат факт. Да, точно. И Куд Македонка исто така прослави Штип. Ние знаеме дека прво се формира забавен оркестар во Штип, тоа јавноста треба да го знае, а после во Скопје. Тогаш диригенти беа Шпато, Александар Џобазов доаѓа тука да диригираат, а кога после се афирмира Куд Македонка заедно со Ристо Кративски, со Марија Арсова, Ленче Барактарова, кои беа звезди за тоа време, се формира голем забавен оркестар во Македонија. Значи Штип беше пред Скопје и на забавен план. Не само по градската музика да игра. Твојот брат обоист Благој Докузов е прво обоа во симфонискиот оркестар во Скопје, така ли е? Да. Да, тој за ваше информирање има добиено сите први награди во Република Македонија и во прва година на студии, првите 6 месеца кога студира уште кога Бруто што е бил во Љубљана, се пријавува на аудиција меѓу 30-40 души да свире обоа, да влезе во симфониски оркестар на Радио телевизија Љубљана, ја положува успешно аудицијата и потоа за кратко време, за една година, станува прв обоист на симфониски оркестар и е еден од ретките што го има добиено Прешерновата награда, највисокото признание што го доделува Музичката академија во Љубљана и тоа во текот на првата година студирање. Има и други македонци кои се добиле, има и Киро Рибарски, има и Славче Горијед некои, али са у трета, четврта година. Значи, он имаше брилјантна кариера, последен од него концерт беше во Карнеджи Хол, во Њујорк, али после може ја направи вина, го доведов во Македонија, бидејќи во Словенија не му дадува стипендија да оде на специализација кај Ханс Холигер во Германија, дојде тука во Штип, меѓутоа кога требаше да го примат, дојде известување, Хер Докузов, извини, немаме финансиски средства. Значи, богата е музичката приказна за фамилијата Докузови, а тоа ќе рече дека ни носиш мноштво на фотографии кои што зборува од твојата архива. Ево, например, ова е кога почина мојот чичко, Методи Докузов, новинарите напишаа, вика, почина таткото на Штипската дувачка школа. И со право, да? Ова се фотографии меѓу браќата, еве го Методи Докузов, кој тука е, потоа неговиот син Марија и Михајло, Стојанче Докузов, да. Они за жал 20 почина во рок од 10 дена, еден за друг, еден во Љубљана, еден во Скопје, без еден за друг да знаат дека се починат и така. Ова е мојот брат, еве фанфарите познати штипски, ги канеа на секоја прослава на маратонот во Охрид, ова е слика од маратонот во Охрид, дека треба фанфари штипските, 7 трубачи ги вика. Значи, тоа е се са членови градската музика. Ова е слика од концертот. Ова е единствен пример
во Република Македонија да учениците организираат концерт во чест на нејзиниот професор. Главниот иницијатор беше Ванчо Самоников, меѓутоа дојде Македонската филхармонија и во Домот на културата се одржа величествен концерт, така што Чичо ми толку беше задоволен, што вика сега можам лесно да си умрам века. Почитувани гледачи, продолжуваме со музички времеплов, група Корона. Години многу веќе мина, устата надеж само остана, камено срце да имаше, од моите сози ке пукнеше, камено срце да имаше, од моите сози ке пукнеше. Простено се ти е простено, без клетви ми е срцето, што имам се дарено, јас немам срце камено, што имам се дарено, јас немам срце камено. Тој што те има, тебе ликува, а мојта душа болно тагува. Камено срце да имаше, од моје сози ке пукнеше, камено срце да имаше, од моје сози ке пукнеше. Простено се ти е простено, без клетви ти е срцево, што имам се дарено, јас немам срце камено, што имам се дарено, јас немам срце камено. Простено се ти е простено. Го продолжуваме разговорот со нашиот соговорник Панче Докузов. И следното прашање, бевте председател на Музичка младина 8 години на Штип или на Македонија? Токму така.
8 години бев председател на музичка младина на Штип, а 2 години председател на музичката младина на Македонија. Нескромно ако кажем дека тоа беа време, златно време за музичка младина на Штип, за младите уметници, бидејќи имавме голем број концерти. Прв пат во Штип дојдоа загребачките солисти преку музичка младина. Незаборавен концерт. Прв пат дојде Јован Колунџија, Стефан Миленковиќ, оној малиот виртуоз, златни звуци од Алексинац, Тони Јанш од Љубљана и така натаму. А тоа благодарение можеби и на моето поготово влијание што го има како председател на музичка младина на Македонија. Некој дури ме критикува, вика 70% од буџетот оде во Штип, а тоа оде само пари за гостувањето. Втора поента е што музичка младина ги праќаше нашите таленти во музички кампови. Еве Зорица Миленковиќ, која беше 15 години, речем 16, лично ја пратив во музички камп во Грожјан, каде ја откри еден голем француски педагог и после отиде да студира во Франција и е денеска еден прв флейтист во Марсеј, мислам во филхармонија. Исто така, тамо и Васе, сега е професор по труба, не знам како се прозиваше, од Радовиш, и други, да не ги бројам, млади таленти кои се афирмираа по тие меѓународни музички кампови. Штип и Дома на културата секоја недела има концерти. За тоа голема заслуга морам да кажем дека имаше и Благој Семуников, Лонгуров, Симе Гаврилов, Шумански, сите што работеа во Дома на културата. Има големо разбирање и во тоа време се изборив за една работа. Прво морам да кажем дека преку музичка младина влегов во политика. Бев делегат преку музичка младина во Републичка конференција на Студентскиот сојуз и таму жестоко се залагав за културна рамноправност меѓу Источна и Западна Македонија. Например, во тоа време го лансирав тезата дека 21 културна манифестација имаше во Западна Македонија, а само 2 во Источна Македонија. Ти си денес задоволен од реализацијата на Али таа тоа доби програма? таков публицитет што Бојџиски и нашите новинари одма со наслов излегуваа. Култура на некој мајка, на други маќа. И почна, после тоа се појави Валандо, па да не кажем и Макфест, почна да се инициира. Радовишки седенки имавме во Радовиш. И многу други манифестации. Во Штип едно време беше и Штипски серенади, имаше една манифестација. Така да бев многу задоволен што бев председател на музичка младина на Македонија, да можам и сега би бил, бидејќи тоа е благородна мисија. Ти на млад човек да му даваш шанса да настапува на концерти, да му организираш концерти да оде да се едуцира со познати музички педагози и после да разбереш дека некој станал врвен музичар, тоа е задоволството. А тоа може само човек кој сака музиката, а јас ја сакам музиката, израснав од мал до денес со музика и тоа е во мојот ген и така натаму. Песната на Мијалче Докузов, Камено срце да имам, не се заборава. Морам да ви Тоа е кажам хит дека светски, тоа е македонски поточно. тоа ми е мојот хит. Да. Сметам дека Ѓоко Ѓорѓиев во Во кратки црти, Ѓоко стрелба да ни падна. Ѓорѓиев ја оцени таа како една од најубавите песни во Македонија, од која гледа се дека е музичар, едуциран музичар пишувал. Таа песна беше на Интерфес, фестивал што го организира Костадин Костадиновски, и морам да ти кажам дека он имаше текст на таа, негов текст на таа песна, меѓутоа јас и Коце не могам да сме текстови, ја викам, ај што си музичар, можам поет, не те знам дека си поет, и што да правиме? Музиката ти е добра, ќе го даде Коце на Јован Павловски, текстот да го напише. Текстот го има напишано Јован Павловски и мислам дека е безпрекорен. Така да јас сум горден со него, бидејќи он издаде една касета со 10 песни, фантастични сите, Штипјанка, ако знаете, А љубов моја и други, да не ги кажем, хитови станаа, меѓутоа тој сега музицира, живее од музика, мислам да го прошета свето, моментално е во Лондон, веќе 2 години, пред тоа беше 1 година на Филипините, нон-стоп во Грција и така натаму. Он се е задоволен на неговата работа. Песната е Evergreen, а тоа ќе рече вечно зелено. Да. И секојаш ќе се пее. Почитуван господине, уште нешто Само да се кажам. докажеш, повели?
не песната, музиката е среќа. Еве да ви кажем што е дефиниција за среќа и Толстој, со ова ќе завршим. И големиот Толстој се мачил да најде дефиниција што е среќа. И еден ден, една ноќ не спие и решил, утре ден што ќе правам, ќе направам дефиниција за среќа, па каква била таква. И шета покрај Волга и забележува еден брод каде 3 фамилии железничари си слават. Риба си печат на скара, едно свира хармоника, другиот на виолина, третиот на гитара. Они свират, децата пеат, жените си играт. И вај мине, па се заврте на игра. Па се нека, еве, тоа е среќа. И јас затоа сметам дека среќа е Животот да се слуша кога е музика, да се пее, Кога да е биде песна, радостен човек. кога е животот песна. Ето. Да. Оти Тоа е животот точно. е краток, Да. а животот е песна. Почитувам господине, да кажем сосема за крај, веќе рековме стрелката ни падна, режија сугерира на времето, да ви се множат музичките години на твојата фамилија и на твоето и сакам да кажем и твојата адвокатура да имаш успех. Благодарам. Ја мислам дека ова мисија треба да продолжи понатаму. Штип има многу музичари кои треба да бидат гости, многу луѓе кои биле аниматори на културата, еве како мене. И тие треба да окажат своето мислење за музиката со една цел, традицијата што има Штип во областа на музиката мора да се одржува. Не смееме ние тие културни институции како преска што го спомнав Домот на културата да го држиме само како културен споменик, а да не биде употребен за духовно хранење. А музиката е човек без дух. Музиката е Најнека- гордост на градот Штип. Така. Да. Почитувам гледачи, тоа беше се што ви подготвивме во оваа музичка емисија. Се надевам задоволни. Се гледаме наредната недела со нова музичка премиера.